Кога започна се во ова, на самиот почеток на мојата кандидатура за Скопје, имаше лавина на позитивни реакции кои навистина ни значеа, кои дури и позитивно ни изненадија, имаше навистина внимание на нас во целата оваа кампања. И мислам дека во изминатите 2 месеци навистина успеавме да искомуницираме меѓу себе. Сметам дека пораките се веќе јасни, сметам дека ја разбираме оваа наша приказна сите и мислам дека сега сето тоа треба само да го преточиме во одлука која ние ја имаме донесено или која можеби требаме уште да ја искомуницираме со нашите најблиски, за кои сметаме дека можеби не ја знаат целата поента на оваа наша кампања и наша приказна. Така што утре ве повикувам да разговарате со вашите најблиски, да разговарате со луѓето кои ги познавате. Да разговарате за тоа што вие сте го виделе во целата оваа кампања. За она кое се однесувало на вас, затоа што ние пробавме да зборуваме за работи со кои може да се поистоветат нашите граѓани од различни категории. Зборувајте за тоа што вие сте го осетиле дека ги представувало вашите гледишта и вашите желби за вашиот град. Кажете им зошто мислите дека е најдобра опција. Сметам дека прилики како овие не доаѓаат многу често во животот, но овие прилики кога ќе дојдат, може да ни ја сменат реалноста и она кое сме мислеле дека е неостварливо, она кое сме сонувале да се случи, да ни стане реалност и константа. Ние можеме во следните години, после ова, да создадеме нова политичка реалност, каде што односите ќе бидат сосема различни. И затоа овие прилики не смеат да се пропуштат. Во овој момент, јас само се наоѓам пред вас како избор кој има привилегијата да ви го зборува. Затоа што го зборува од срце, бидејќи веќе нема потреба да имаме филтри. Нема потреба да имаме филтри затоа што ние на вистина се разбираме. Имаме една единствена цела, тоа е да живееме подобро и нашите најблиски да живеат подобро. Ако го ставиме човекот во фокусот, работите може да бидат поразлични. А откако ќе ги направиме сите овие работи, ќе смениме и политичката култура на комуникација со нашите непријатели. Политички непријатели. Ние сметам дека мораме да се избориме за атмосфера и амбиент во општеството, каде што ќе можеме слободно да ги соочиме идеите и недоумиците кои ги имаме. Не смееме веќе да бидеме под политички притисок и не смееме да бидеме уценувани. Не смеат нашите градови веќе да бидат блокирани. Не смеат нашите улици да бидат полни со смет, затоа што така некој сакал да се случи. Така што, почитувани скопјани, почитувани најмили мои скопјани, пред кои навистина сум понизен да го зборувам ова, но пред кои можам да кажам дека одговорноста за да се потрудам максимално што можам од понеделник да го направиме сето ова за кое зборувавме заедно, тоа можам да го ветам. Дека ќе се обидеме најсилно што можеме како градска власт да комуницираме со вас. Затоа ви благодарам за сето кое го проживеавме во изминатите неколку недели и сето тоа кое допрва треба да го создаваме.